Почитувана колешке, внимателно ја следе вашата дискусија. Се е во ред, ама ајде да ги повториме бројките. 1 милиарда и 20 милиони евра во дошегашниве 4 сета, а пат од 12% на приходите, суштината на самите мерки, односно одговорот на прашањето зошто овие мерки се креира. Зборувавте и вие, зборуваш и заменикот министер. И мотивот за креирањето на вакви сетови на мерки беше да се зголемат приходите, а ве видовме дека приходите паѓаат, значи нешто не е во ред. Треба да се алармира и да се види зошто приходите паѓаат, а парите ги трошиме залудно. Понатаму во првите 3 сета имаме искористеност од само 54,5%. Околу половина, повторно нешто не е во ред. Треба да видиме каде ја промашуваме работава, системски да провериме. Некаде очигледно не ни тргнува работава од рака и тоа треба да се промени. Ке ве коригирам во процентите. Од вчера навака не е 8,4% долгот, туку е 8,5% и веќе долгот не е 59,5%, туку е 60,3%, што веќе согласно Мастришкиот стандард ние сме високо задолжена земја и тоа го кажа министерот Фатмир Бесими. Ве замолувам кога користите аргументи, како било во другите земји, немојте да не споредувате со силните економии, заради тоа што Македонија е мала економија и е увозно зависна. Вие тоа треба да го знаете како економист. Тие земји имаат многу пошироки економии, начинот на кој што или силата со кој што тие треба да бидат респонзивни е многу поинаку отколку нашата држава. Тоа го кажувавме и вчера. ММФ јавно искочи и кажа дека ги поменува и тој ги ревидираат проекциите за падот на бруто домашниот производ. Во Германија нема да биде 6,5, туку ќе биде 5%, ама ете така, економијата е силна, тие дале одговор, ние не сме толку силна економија, така да споредувањето со тие земји сметам дека е апсолутно несоодветно. Понатаму, овие долгови кои што ги креираме и начинот на кој што ги трошиме овие пари ни го стеснуваат маневарот. Како ни го стеснуваат маневарот? Ние овие пари ќе ги потрошиме на проекти кои што нема да ни генерираат долгорочни средства кои што ќе се вратат во буџетот, нешто што би го правеле капиталните инвестиции. Еве конкретно ќе употребам еден пример, доколку ние сега овие средства ги употребиме за да изградиме автопат, ние долгорочно од тој автопат можеме да прибавуваме средства кои што ќе влагаат во државниот буџет по основ на платени патарини и така натака и така натака. Еве ако сакате да го спуштам нивото на дискусијата, дури еден театар да се изгради, па од влезниците што ќе се плаќаат, повторно тие приходи кидат во буџетот, наместо еднократно да вложиме како што вложуваме сега и да немаме ништо друго освен долгови кои што ќе останат на сегашниве и наредниве генерации. Заради тоа ние апелираме цело време овие средства да се користат малку порационално и да се вложува во капитални приходи, а не да се трошат на начинов на кој што се трошат сега. За исплатата на платите, помошта што ја кажувате, сакам да апелирам и да се внимава на два моменти. Еве една добронамерна сугестија. Прво, читав едно интервју од невладината организација или институт, не знам точно што е, за финансиски анализи, Financial Think се викаше, каде што вела дека тие плати, односно таа помош треба малце да биде пошироко позиционирана, односно опсегот на оние на кои што се даваат тие пари треба да биде поширок и ние како општество или како финансиски институции тие луѓе треба да ги пронајдеме, да видиме дали пропуштаме некоја дејност и да ги засилиме дејностите да ги засилиме платите во тие дејности. И понатака, она што би сакал да го кажам, што се покажа како огромен пропуст во претходните 3 сета на мерки, а тоа е дека голем дел од оваа државна помош кога им се исплаќаше на компаниите, можевме да видиме дека и државата интервенираше, апелираше самите собственици да ги исплаќаат платите, заради тоа што не ги земаа работниците парите, туку ги земаа собствениците и не им ги даваа на вработениве. Еве јас од тука сакам да дадам една добронамерна сугестија, нека им се исплаќаат тие пари директно на работниците, да се заобиколи фирмата за да не може газдата утре да одлучува дали он ќе им ги исплати парите на вработениве или нема да им ги исплати, за да не се доведеме во ситуација вработените, тоест помош од државата да биде исплатена на компаниите, а вработените да не можат да си ги земат собствените средства само заради тоа што газдата одлучил дека можеби во овој момент нешто му е по приоритетно од тоа. Вака, од овие 31 сет на мерки, јас морам да кажам, ги прочитав, ги изанализирав, не сум многу оптимист дека ќе поминат нешто подобро од претходните, заради тоа што еве 31-та викенд
без ДДВ, тука се вели вака. Се предвидува да опфати повеќе од 350.000 граѓани, корисници на апликациите Мој ДДВ, кои за време на продолжениот викенд, 10-12 октомври, ќе може да купат производи и услуги во вредност од најмногу 30.000 денари, понатаму се зборуваше дека ќе се потрошат 180-200 милиони, пред да излезам видов дека не се погоди во тоа што го кажав, дека не е надмината двоцифрена бројка, туку дека 9 милиони се само потрошени и дека државата ќе врати наместо 17 милиони, само 1 милион, што значи дека ние за 17 пати сме ја утнале бројката која што сме предвиделе дека ќе се врати назад. И еве, дозволете ми да прочитам една мерка. Предлог мерката број 27, таа вели вака. Поддршка за развој на човечки капитал преку ослободување од данок на добивка и данок на личен доход за трошоци за вработени кои се однесуваат на двоквалификација и тимбилдинг. Значи нас од се што имаме од држава што не ни е на добро, од аспект на економијата, нас ни дојде досходно да ослободуваме на давачки за луѓе кои што кедат на тимбилдинг. Токму ради тоа, ради овие две работи и другите кои што ги има тука, ако имаме можност во комисијата да ги проанализираме, продискутираме, јас цело време велам дека овие работи треба да бидат поревносно планирани, а не како пиар алатки. Заради тоа што нас не ни врши работа, ако повторно само 50% од овие мерки бидат реализирани. Ви благодарам.